Вработените од Прилепскиот Загубар Еврокомпозит 11 октомври ги реактивираа протестите револтирани од се уште неисполнетите ветувања, а дадени уште пред 20 на дена од страна на новата влада, дека конечно ќе ги добијат заостанатите плати и ќе им бидат платени придонесите. Бараат исплата на заостанатите плати од годинава и на придонесите за 5 години. Според договорот со претходното раководство и владата, плати требало да бидат исплатени во јули во 2 наврати и еднаш до 15 август. Од тогаш добиле само еднаш и тоа дел од платата за јануари годинава и покрај тоа што новиот директор најавувал дека ситуацијата ќе се среди, вработените помош побараа од новата локална власт и од пратениците. На средбата со премиерот на Република Македонија, господинот Зоран Заев, на ден 24.10.2017 година беше договорено дека владата на Република Македонија одобрила средства во висина од 10 милиони денари, за да се исплати една плата и дел за репроматеријали. До ден денес нема ништо од договорено. Не е на одмет да знае градоначалникот за проблемиве наши. Еднаш да се изјасни премиерот, например, дали му треба наменска индустрија во Република Македонија. Ако не, шо поскоро да не ликвидира или да направи нешто со нас. Зошто немаме здравство, немаме придонеси, немаме ништо. На синокешната седмица владата донесе одлука Министерството за внатрешни работи да префрли 10 милиони денари на сметката на Прилепската фабрика Еврокомпозит со цел исплата на една плата на вработените и набавка на репроматеријали за да продолжи работењето на овој капацитет. Од владата информираат дека е одлучено МВР во рамки на договорот со Друштвото за производи со посебна намена 11 октомври Еврокомпозит АД Прилеп во државна сопственост да го реализира заклучокот од седницата на владата од 19 минатиот месец, кој се однесуваше на информацијата за изнаоѓање решение за состојбите во оваа фабрика. Прилепски Еврокомпозит е единствениот македонски загубар. Има 260 вработени, чија просечна старост е над 50 години, а државата им должи во просек по 5000 евра по вработен.